Во двата јунски уписни рока за учебната 2026-27 година во средните училишта низ државава се запишале вкупно 15.705 ученици, соопшти Министерството за образование и наука. Според податоците, најголемиот дел од учениците ќе следат настава на македонски јазик 11.171. На албански јазик се запишале 4.241 ученик, на турски 279, додека 14 ученици ќе следат настава на српски наставен јазик. Во однос на видот на образованието, 4.653 ученици се запишале во гимназиско образование, 10.823 во стручно образование, 229 ученици во спортската академија. Постапката за селекција за уметничките училишта се уште е во тек. Од Министерството за образование и наука информираат дека вториот уписен рок бил реализиран на 23 јуни, додека доставувањето на документацијата до училиштата се одвивала на 24 јуни. Во овој рок се пријавиле 2927 ученици, од кои 1457 за настава на македонски јазик, 1369 на албански и 101 ученик на турски јазик. Во првиот уписен рок, кој се спровел со електронско пријавување од 12 до 15 јуни, аплицирале 15.075 ученици. По завршената селекција биле запишани 13.423 ученици. Од нив 9.839 се запишале на настава на македонски јазик, 3.357 на албански, 213 на турски и 14 ученици на српски јазик, информираше Министерството за образование и наука. Од 1 јули до 31 август на сила стапува целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште, со кое стопанисува јавното претпријатие Национални шуми како превентивна мерка поради зголемениот ризик од шумски пожари во летниот период, информираат надлежните институции. Забраната ќе важи во текот на целиот ден. Секој ден во наведениот период се однесува на сите шумски површини под управување на претпријатието. Целта на мерката е да се намали можноста за човечки фактор како причина за појава на пожари, кои во овој период од годината представуваат сериозна закана за шумските екосистеми и безбедноста на населението. Од забраната се исклучени само надлежните институции, припадниците на шумарските служби, како и лицата кои ќе поседуваат писмено одобрение издадено од соодветните подружници на јавното претпријатие Национални шуми. Овие активности ќе се дозволуваат исклучиво за службени и контролни потреби. За доследно спроведување на мерката ќе бидат задолжени јавното претпријатие Национални шуми, шумската полиција, Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како и Министерството за внатрешни работи, кои ќе вршат засилени контроли на терен. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство појаснуваат дека оваа забрана не се применува автоматски на сите зелени површини. Таа не важи за парк шумите, како што е водно, ниту за националните паркови, каде што се применуваат посебни режими и правила за движење и заштита. Оттаму апелираат граѓаните пред секоја посета на шумски подрачја и заштитени зони да се информираат кај надлежните управувачи со цел да се избегнат прекршување на правилата и да се придонесе кон превенција на пожари во периодот на високи температури и зголемена суша. Раниот летен топлотен бран што ја зафати Европа може би е одговорен за стотици прекумерни смртни случаи, предупреди Светската здравствена организација, укажувајќи на сериозните последици од екстремните температури што го зафаќаат континентот. Шефот на СЗО Тедрон Аданом Гебрејесус изјави дека од 21 јуни се регистрирани повеќе од 1300 смртни случаи поврзани со високите температури во Европа, нагласувајќи дека топлинскиот стрес честопати останува недоволно препознаен ризик. Топлинскиот стрес честопати се нарекува тивок убиец. Европските домови, работни места и училишта не се изградени за овие температури, посочи тој. Според Светската здравствена организација, Европа е континент што најбрзо се затоплува, приближно двојно побрзо од глобалниот просек, што дополнително ја зголемува ranливоста на населението при екстремни временски услови. Во исто време националните здравствени власти во неколку земји пријавуваат зголемување на смртноста. Француското министерство за здравство соопшти дека од средата во земјата има околу 1000 смртни случаи повеќе од очекуваното, при што најпогодени се лица над 65 години. Забележано е зголемување од 40% на смртни случаи во домашни услови. Во повеќето европски земји се регистрирани и нови температурни рекорди. Во Германија се измерени 41,7 степени Целзиусови во Кошен, во близина на полската граница.
во Чешка 41,1 степен, а во Полска 40,5 степени. Екстремните жештини во меѓувреме се шират кон источниот дел на Европа, додека властите во погодените земји предупредуваат на дополнителни здравствени ризици за ранливите групи на населението. Екипи за пребарување и спасување продолжуваат со операции во Венецуела, откако земјата минатата седмица беше погодена од два речиси истовремени разорни земјотреси. Надежите за пронаоѓање преживеани под урнатините се помали, додека бројот на жртви постојано расте. Според најновите официјални податоци, најмалку 1450 лица загинале во катастрофата, додека 3150 се повредени, соопштија локалните медиуми. Покрај жртвите, околу 774 куќи се урнати или тешко оштетени. Повеќе од 12700 лица се раселени. Според извештаите, бројот на исчезнати надминува 46.000 лица, што е зголемува неизвестноста за конечниот биланс на катастрофата. Спасувачите предупредуваат дека вообичаениот златен прозорец за пронаоѓање преживеани, кој обично трае до 96 часа, веќе истекол, што значително ги намалува шансите за нови спасувања. Сепак екипите продолжуваат со надеж за пронаоѓање преживеани во урнатините. Во меѓувреме, вршителката на длжноста председателка Делси Родригес соопшти дека досега биле спасени 33 лица, додека во операциите учествуваат и странски спасувачки тимови. Хуманитарната состојба во земјата се влошува. Училиштата остануваат затворени до 6 јули. Дел од нив се користат како привремени засолништа и центри за помош. Според УНИЦЕФ, околу 1,8 милиони луѓе имаат потреба од хуманитарна помош, меѓу кои 680.000 деца. Програмата за развој на Обединетите нации, UNDP, проценува дека директната материјална штета од земјотресите изнесува околу 6,7 милијарди долари, што представува приближно 6% од БДП на земјата. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на топла воздушна маса од југ, до средината на следната седмица времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дневната температура на секаде ќе биде над 30 степен, на места ќе достигне до 39 степени. Високите температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. Денеска времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во вечерните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура ќе биде од 12 до 22 степени, а максималната од 32 до 39 степени. Утре ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура ќе се движи од 13 до 22 степени, максималната од 30 до 38 степени.